Знаете, има еден, не знам како тоа да го наречам, на YouTube некоја страна, на Facebook некоја страна, македонска убавина или македонски убавици. И обично тука сликаат некои разголени жени, девојки, и пишуваат кој е, што е, пример Станка Станковска, учителка или професорка, и нешто ми на Линкон следи, демек да ја следиш. Не знам од кај ми се појавуваат тие, дали на сите вас ви се појавуваат тие, пошто ја немам ништо кликнато такво, нели? Да заследиш, ама ми се појавуваат, не знам дали на вас, не бит. Секоја втора од тие разголени цури, жени, е наставнички или учителка или професорка. Сега не знам дали е тоа тизер за народов, пошто нешто поврзува тоа нешто поименувам како фетиш, некој учителка со она, со секс, со... Мада не верувам дека е тоа... Ја верувам дека на вистина се, ако пише име и презиме, ја има на сликава и пише учителка, наставничка, професор. Друго ми е муавет. Ме заебаат така. Уствари не ме заебаат, јас знам дека е така. Оти сега скоро на едно место упадна една позната наша лик, жена веќе, мајка, која што предава школо, упадна на едно место, што да ви кажам, луѓе, не беше уствари тоа сега скоро, беше пред 2 месеци, не би. Него тоа настанов ме подсети со ова што го гледам на овој странава Facebook што е. Значи како да ви кажам? И овој еден србин пријател, ствари, не е битно глумец, овакво беа тука нешто гостува, и вика, и ја загледа нормално, пошто оваа допичњак имаше, мислам, како да ви кажам, скроз до максимум. И вика, која ова, викам, абе, порано беше ова и ова, викам, сега е професорка. Ова е, вика, професорка. Викам, да. И сега викам, па, од кај? Па, веројатно, викам, иде од работа, пошто така баш изделуваше како од работа, иде со некој, носеше, тоа беше пред завршеток на година, некој листови, пичке си материна, папка, некоја појма неа. Вика, сигурен си дека од школа, србидов, вика, сигурен си дека од школа, вика, или дека не доаѓа од снимање на порнофилм. И кога ги гледам овие последниве денови, оваа странава, дека секоја втора наставничка, професорка, викам, до тамо ли ни дојде образованието? Зошто дозволуваме такви работи? Еве апел до Министерството да ги санкционираат ваквите просветни работнички, кои што се однесуваат како да се сексуални работнички, да ми простите на изразот. Некои работи едноставно во одреден контекст не одат заедно. Не сум ја ниту пуританец, ниту конзервативец, ниту не знам што, ниту ништо од тоа. Ама што е многу е. Каков пример таквите просветни работнички оставаат кај децата без разлика дали се, а сме гледале такви у основно, сме гледали у средна школа, за факултет веќе да не збор. За овие што се на факултет. Ама овие основно и средно. Се знаело бе у моје време што било просветна работник, што било учителка, што било наставничка. Абе не можеш да ја видиш од ова тука, од овој дел подоле не можеш да видиш отворено кај неа. Имало, сме имали убави наставнички, учителки, професорки, не си можел да ја видиш разголена у било која ситуација у школа. Тоа било све, како да ви кажам. Имале така и авторитетот го држале на високо ниво, така и оддавале чувство на у околина, чувство на пристојност, на манири, на дами, достоинството во професијата го штителе. Максимум што си можел да видиш овај сукња до ептен одма над колена. Тука. Чи имало кодекс на однесување. Не може така. Не можеш да се занимаваш со таа професија, а да се однесуваш како последна дролја на свет, како прва ченгија, рецимо. Да употребам стар збор. Не можеш. Не може тоа да се дозволува повеќе во образованието такво однесување, таква бахатост, таква разузданост, таква произволност. Се надевам искрено дека сега пред почетокот на новата година, пошто и министерката Јановска некои
најавува некои одредени промени, реформи на подобро, дека оваа работа ќе ја земат во обзир. Да се знае точно како треба да се однесува дрес код во школа, каков треба да биде не само за ученици, него и за тие кои што даскалите кои што треба да им пренесат знаење на учениците. И ова мора да го направите. Непристојно е. Каков пример даваат на вакво на учениците? Уште кога ќе ја види таа истата како на матурска меша, ја гледал цела година разголена и ја гледа на полуматурската или матурската. И таква работа сум видел. Како меша на Теа Таировиќ, како се вика оваа, на своите довчерашни ученици тука што ги учел. Меша како Теа Таировиќ меша. Луда работа до кај дојде ова. Тотално се расчоечивме за 35 години. Све што постоеше вредност, морален кодекс, морален репер, естетски репер, духовен репер, све си еба мајката, све потона у вода. Каков морал, какви бакрачи. И после се чудите зашто се случуваат одредени работи. Зашто ова, не знам, свет на изгубени души појма неам. Тотално демонизиран, сатанизиран свет, регион, област, континент. Онаму кај што се губат основните етнички, морални принципи, тлото цврсто станува жив песок. Неминовно. Да не зборам други работи, што повлекува тоа со себе. Тоа растројство на вредностите што повлекува со себе. Оваа цивилизација до пред 100 години знаела за морал. Знаела за вредности, може претерав. Да не ме сватите погрешно. Сакам да ви кажам, некои примери на човечно однесување се, затоа и ден денес кога ќе се спомнат се незаборавни. Не зборам за големи жртви правени во некоја голема војна или не знам што, не за Титаник, еве ќе го земам као пример. Кои останале во сеќавање до ден денес примери на огромна како да кажам, огромна храброст, чинови со огромен морален капацитет, чинови со исполнети со максимално човеково достоинство во едни ненормални, абнормални околности кога бродот тоне, чинови на сочувство, на емпатија, на сила, дури во тие најтешки моменти. Првиот сите го знаат, се сеќавате, она кога оркестарот на Титаник и без разлика што продолжува да тоне Титаник достоинствено продолжува да свири, нели, мелодијата која што ја свири. До моментот кога главниот на оркестарот се опростува со сите и своји музичари им река фала ви што заедно, нели, свиревме до крајот и така натаму и така натаму. Такви околности остануваат достоинствено и погледнуваат на смртта во очи. Тоа е оној попознатиот пример. Но ние два помалку познати примери се. Едниот на, како се викаше овој Астор IV, конструкторот или финансирот на Титаник, конструкторот мислам, кој што одбива да влезе во чамец на спасување. Затоа што го смета тоа на под достоинството негово, под неговото господство, под неговата аристократска чест, повик, што го бара неговата титула од него, да се однесува до крај аристократски. И вториот газда на некои ланци на продавници, заборев како се викаше, кој што одбил да влезе во чамецот за спасување, влегла жена му, детето, со останатите, нели, жени, деца, тој одбил да влезе, се тие останале како зборови, се не знам колку се, нели, точни, но луѓе ги пренеле, што значи тие тука што били у близина. Како би бил јас тоа столб
на мојата заедница, пошто бил многу богат, ама не знам од кај доаѓал тој. Каков би бил тој столб на општеството, на заедницата, на ова, кога би влегол пред жени и деца во еден чамец за спасување. Милионери биле тие, милиардери у тоа време биле 20. Такво нешто више нема да видиме. Напротив, она што гледаме е све контра од тоа. Тотална декаденција, тотално расстройство на вредностите. А тоа све си донесе со себе, нели? И многу потешки работи, и многу други погабаритни ситуации, поголеми премрежја светски од и допрва, нели, светот ќе плаќа цена за тоа срозување или расстройство на вредностите. Но вистина треба кај нас да се поведе сметка од наредната година токму за оваа работа што зборам во образованието, затоа што и сами знаете, не ви кажам, образованието е основниот столб за опстанокот на еден народ. Без образование без квалитетно образование, без етика, учење, морални принципи во образованието, учење како да се стане човек, без тој момент во образованието, ако го загуби таа функција своја просветителска, пред се да направи квалитетна индивидуа, што значи емпатична, со изградени морални принципи, интегрирана личност и најпосле, ако сакате, ако тоа зависи од секого различно, ако сакате да стане, ако сакате и ерудит, учен човек, појма нема, со енциклопедиско знаење и така натаму. Тоа е функцијата. Ако го загуби тоа, ако образованието стане поле за куплерај од било која смисла, таква ќе имате, такво и општество, таква и држава, таква цивилизација во на најширока рамка. Не знам колку се сваќа, ја на времето овој професоров Кирил Темков ретко кој го сваќаше, ја имам седено со него и у театар со многу паметни луѓе, со Љубиша Георгиевски, со Ферид Мухич, со Темков, со овој што беше тогаш на ДПА председател, многу умен човек беше, сме седале, сме доаѓал, представи ме гледал, овој Арбен Джафери. Он исто филозоф беше по вокација. И се правило тогаш муавет, нели, тогаш имаше овој Темков, овој сакаше сите школи да уведе етика, да се учи. Сега доаѓа неговата идеја од пред 25, од пред 30 години неговата идеја сега доаѓа до израз. Колку била исправна да се воведе етика. И тоа етика не да биде онака како се вика оној како се вика изборен предмет или предмет што не е толку битен, него баш да се изучува на едно високо рамниште, на едно високо ниво. Затоа што и сами гледате докаде дојдовме. Да не зборам овдека милион други работи, милион други нешта кои што... Впрочем, немањето емпатија, немањето морални принципи, немањето етички некои норми на однесување, недостатокот од нив ја храни алчноста кај луѓето. Го храни сите негативни пориви кај луѓето. Алчноста, себичноста, немилосрдноста, без милозливоста, се она што е контра принципите на христијанската религија. Милосрдноста, емпатијата, да не ги повторам сега пак од друг редослед. Немањето на такви репери, морални, етички, духовни, работи се за подхранување на најнечовечните особини кај луѓето. Едно од најнечовечните особини е алчноста. Резултатите на 35 годишната алчност у Македонија сите сте осетиле на своја кожа. Особено последниве години, кога гледате, да не навлагам у ништо друго, да не навлагам у некој
криминали нон-стоп што се спомнуваат, еве земете ги цените на производите, цените на храната земете. Цените се високи. Не заради тоа што инфлацијата е била висока, а ова рипна висока. Алчноста е голема. Алчноста е висока. Затоа се цените високи. Нема тука никаква пазарна логика. Никаква. Такви паламудења од типот законитостите на пазарната економија, знаете, пазарот, слободен пазар, курс се тресуваат на вода. Не. Алчноста е незасипна. А сите ние сме останати, останатите сме само доволно глупи да им удоволуваме на таа нивна алчност. На тие, како сакате кажете ги, трговци, прекупци, собственици на големи маркети и така натаму и така натаму. Се чудиме од ден на ден што не снашло. Ми збори една особа, вика, патлиџан, дека не пробавме добар летова, ли има еден тип тамо и тамо продаат топ патлиџани, вика, стварно му се добри, 200 денари кило. У јули месец, крај на јули у Скопје. А некој тип пред продавница што продава, ние што ставаат тески, тука продаваат, не знам и они со која вакво право тоа го прават. Но, anyway, тука вика, она што се гајбе на стајани, пред некој маркет, надвор, знаеш, и тука продава. 200 денари усред јули, у fucking Скопје, у Македонија, 290 и кусур сончеви денови, аграрната лепотица, што треба да извезуе патлиџани крстајци на тони од овдека и треба уште 100 тони да фрламе, од што нема да можеме да ги изедеме. 200 денари патлиџан, кило, у јули месец. Да не зборам ова за други работи, знаете многу добро. Што има фамилии не пробале лубиница цело лето, не пробале ова, не пробале ова. Алчноста е импозантна. Да луѓе ти се жалат што шетаат луѓе, не значи некој од нас ко мене црепо и што не искочиле од тука. Луѓе што шетаат по светот, што живееле. Па викаат човече, ова овдека е страф и трепет со цени. Уназад ова години го зборат. Од ковидот тамо кога почнаа цени нагло да рипаат. Страхотно е ова. У Швајцарија вика храната поевтина него тука. Може на све да се воведе ред. Може. Ако се сака, се може. Се може. Оти некој има луѓе полека свесни стануваат, дека луѓето ова веќе не може да го издржат. Па отворил тука пријател еден кафич, топ место, па направил цената на кафето 70 денари, пример, топ кафе, па го направил, не знам, сендвичот, не знам, 150 денари, топ, франшиза по све, кафето по франшиза по све. И ти каже, самиот сватил дека ова е ненормално, бе, човек да седне, вика, не може да се опушти, да се напие, вика, да остане, да поседи ради луда работа. Или такви ќе им дотераат ред на останатите алчни, ко овој пријателов, такви ќе почнат да воведуваат ред, со тоа што ќе ги прават цените нормални, па овие може ќе сватат со тек на време супер алчниве, или тоа на крајот на кришта да треба да го направи државата. Државата има механизми, има начини, што сака може да им направи. На времето, знаете, у 70 години има еден документарец на YouTube и пазарна инспекција кој годи на пазар. Вака се тресат. До тоа време што имало и луѓе од Бабче што продавале, 75-та година беше тој документарецот од македонска телевизија с ним. И го фатија еден, зашто вика овие цени толкави, од кај ги купи, не знам што бе, тие не е битно. Никој ова што ли беше појменем што беше. Ова што беше, мислам, јаболки, зима беше, знам како. Ај, вика, собирајте ова све,
што е тука, казна ќе си платите толкова, све пред камери ве слика. Пазарна инспекција или како се викала тогаш за заштита на потрошувач или појма не. Пазарна мисла. Виж како се прави ред. И како шима во некои други држави. А како што правиш ова, правиш ова? Аха, добро, важи, нема проблем. Еве ти казната е толку висока, Дон мора после да го затвори продавничето, ти више нема резон понатака да го работи. Пошто се курчал. Права некоја далавера со цени, со она нелојална конкуренција, тие закони се строги негде. Све се прави. Али се почна од ова. Основата е образованието. Ако сакаме да имаме утре омекнат менталитет, изграден, ако сакаме да имаме луѓе со емпатија, со развиена чувство за солидарност, со човечност, човечни, кои не се алчни, не се себични до зла Бога, основата е воспитувањето и образованието. А не токму тамо целата оваа работа во основната клетка образованието, целата работа уште тука да се расипува. Семкава. Јаболкова уште тука да се расипува. Во семката. И после сакате здраво јаболко. Нема да има здраво јаболко, здрав плод. И сега да не ве тупам, значи ние сме учеле постара генерација, а фала Богу и сме познавали такви луѓе. Ја еднаш на еден новинар кој што има еден интересен подкаст, пишал нешто, беше тоа кога почнава пожариве. Пишал нешто, вика, пиромани хараат нешто низ Македонија, не ме држете точно за зборот. И му пишав во коментар доле, викам, не се тоа пиромани. Ова уште му го пишав кога почна пожарите, нели на разни места. Викам, не, нарекувајте ги, викам, нештата со вистинско име. Добро, тој од неискуство, значи, го нема тој клик у глава, не учел одредени работи у животот, немале предмети општонародна одбрана, субверзивна дејност, внатрешни непријатели, така натаму, не вид. Викам, не се тоа пиромани, тоа се диверсанти. Нема толку пиромани на метар квадратен, што ќе пали пожари овде и онде и овде низ цела Македонија. Тоа се диверзантски групи. И треба да се наречат такви какви што се. Тоа е практична. Тивка агресија врз една држава. Тоа е само на чекор до вооружена агресија. Оти ти кога правиш такви штети, кога палиш пожари, ти не можеш некојаш да предпоставиш од кај ќе дувне ветрот и дали пожарот ќе се случи огнена бура која што ќе трне према некое село или према некое населено место и дека ќе ги запали куќите и дека не знам што ќе предизвика можеби жртви. Као што се десило на Содома и Гомора во Калифорнија кај беше тој пожарот. Не можеш да предпоставиш. А вакви работи со пожари се случувале тука 30 и се случувале од таа Титова Југославија. Вакви работи. Јас знам мој близок кој што е во една ситуација таква, се Стојанче, ќе го спомнам сега. Значи, не е битно сега, може друг пат ќе ви кажам, сега скоро ја кажав причата. 72 година, мислам, или пред ја да се родам некој месец, така. И се случи пожар некој на Плячковица. И пожар, некој избувнал голем пожар, но среќа ноќта заврнало, иако било лето, многу жешко било тоа лето у Македонија. Среќа заврнало ноќта и успеале некако брзо да го локализираат и сега нормално да видат што како избувнал пожарот. Арно, ама имало некои рибари или ловџи дента на Плячковица, ловџи мислам дека биле, ова блискиот има кажувано, нели, ова. И на еден му текнало од овие ловџиеве или рибари, све мислам ловџи дека беа, дека некаде пред да се случи пожарот видел тројца како со убрзан чекор се качуеле таму преку некој рид. Малце потако од местото кај што избувнал пожарот.
ова на Стојанчова пред кооперација пиво пијат и гледаат у планине како е. Не, ама тогаш имаше вистина луѓе у тие организации, ловџиски издруженија, рибарски издруженија, кои што стварно беа соработници на одредени служби за државна безбедност. Во конкретниот случај на воено разузнавање, тогаш на ЈНА, овој ловџијава да ти бил нивни соработник, некој појма немам, бивш, не знам, резервен офицер, појма немам, тама како идело тоа све. И отишол тамо и кажал, абе, види, некое време пред да се деси пожар, видов ја, не им ни кажал на другари, не ги видел, мислел обични излетници дека се или планинари. Видов едни тројца вика одеа натака по тој ридот се качува баш недалеку од местото кај. И добре, вие пратиле луѓе да видат што како, да извидат. Не се, ој кај им покажало тамо иде, тамо пожарот. Тамо ги видов и овие која иделе, која правеле некоја истрага, проверка, нашле паковка тврдо пакување цигари, у целофан неотворена. Тамо, кај им покажал дека иделе тие тројца. Паковка цигари, тврдо пакување, неотворено. Странски, ги немало тогаш тие у Југославија, тие цигари. Македонија и Југославија ги немало. И добро, и провериле дали има отисок на тоа целофанот, не нашле ништо такво не нашле, ниту пак некоја друга трага нашле, не се. И се ова се дешава 2-3 недели после ова наоѓањево на паковкава и се особава што ми кажуеше, вика ми седи, вика тоа паковката, вика вака на маса у канцеларија у Скопје. У маса у канцеларија, вика ми седи паковката, вика се сомневаме, вика ние нешто за тоа, дека е можеби диверзантска акција, ама вика ништо не е, освен ова што не можеме да утврдиме што е ова што го најдовме, ништо друго знаеш. Само некои сомневања такви глупи и му влегол некој тип исто другари од војната и од све, му дошол да го посети у канцеларија. Ние седиме и овој му рекол, абе вика, вика и ти, вика пушиш од овие цигари како комшијата мој. И оваа особава што ми кажува мојава близка. Кој комшија твој? Па вика комшијата, вика у една скопска населба. Овој, тогаш. Ајде да оддрачав. Вика ко комшијата, вика у Драчево, вика што истите цигари, вика кај се тама, а? Стварно, вика тој пуши? Вакви? Од кога пуши вакви? Па не, вика има, вика едно година, вика појма нема ми поише, вика вакви цигари све пуши. Аха, што е бе, вика овој што дошол гостин кај овој мој. Што е работа, ве му кажува, знаеш, пошто овој му бил, знаеш, од тие структури бил и тој нека тамо. Абе вика вака и вака, вика ова најдовме тамо и тамо кога ова идевме за ова. Дај, вика, тој го викнале, тој го викнале. Направиле процедура како што е, после 2 шамари, така, вика, после 2 шамари, 3, вика, пропеал. Ама, знаеш, ние, тој доаѓаше од тамо, доаѓаше често пати, купувавме од него шатори, не знам, плински боци, не знам што, трговец некој, и така, полека, и ово, оно, и ај ова сега вие, ај може ова вака, значи, типчава влеголо у комбинација со тие луѓе од странска држава, од идеолошки причини, за пари, и пропел, и рекол дека тоа била една од тие, ова е пробна, она што викаат пилот акција, што се вика денес, пилот епизода, демек да видат што како ситуација е, за да направат еден поорганизиран упат и поорганизирана диверзија со палење. И овие курназиве од Кондора разузнавањево, добро, таа што се десило тоа пожар више го кажале, вика дека официјално и објавиле од истрагата детали, официјално вика небрежни излетници или планинари, фрлајки цигара, опушок се запалило тоа, јеби га да се внимава во иднина, ќе биде казниво ако некој фрла цигара или пали скара, ако што е денес, знаеш, тие некој флоскули неформални, но суштината била поинаква, они више дознале дека има тука овај заговор баш диверзантски да се направи белја, да се предизвика штета евентуално нели човечки жртви. И тоа официјално било, овие му рекле на овој случај, све му кажале што треба. Ако сакаш да го преживееш ова, имаш и фамилии све тука, знаеш, мукла, ти ќе извлечеш газ, решил да соработува. И тоа лето, кога влегле тие 6 групи, такви да палат, да онадат, сите се, и да скратам, испофаќани до еден и така да не се знае после што се случило со нив, вклучувајќи го овој првиот кој што го
издала нели паковката цигари што ги пушел. Ова исто и со него не се дознало никоја што се случило. Така малце извинете што бев долг, ама ова со пожариве така да настојам, че ми текне ова седење пред кооперација, да пијат пиво и да гледаат у планината на пожар, дали он стојан, не се љути, знаеш че вака сакаме да се зезаме. Помалци имаше некој му пишал, некој Благојчо, вика за тоа со пожарникари доброволци за 24.000, вика некој Благојчо му пишал од Камадарски. Дали ќе го кажам сега ова точно. Вика да гасам, вика, пожари за 24 бона и да изгорам джоата чибритка. Нема шанси. Джоа чибритка да изгорам. Така. Пичку матер. Ајде се бля.